Добре дојде во студио за Илина Арсова, првата македонка која го искачила Монте Еверест, највисоката планина во светот. Пред неколку дена, десетина дена, беа доделени Оскари, спортски Оскари, од страна на Агенцијата за млади и спорт. И после што вие реагиравте бурно околу доделувањето на Facebook, најмногу на Facebook, на социјалната мрежа, а подоцна веќе и во друга тип на комуникација, реагиравте за неочекуваното минимизирање на постигнатиот успех, како што го нарековте, кој преку ноќ од варијанта прва македонка на Монте Еверест станавте само членка на експедиција која го искачи Еверест. Значено ли оваа ваша реакција? Зошто реагирате? Може ли да објасните? Заради тоа што не е само реакцијата која се однесува на вас лично, туку и генерално на самото доделување на Оскари. Да, добро пред се да ве поздравам. Ви благодарам на поканата да се држиме во вашата емисија. Јас не очекував искрено дека ќе има толку бурни реакции. Едноставно јас својот револт, кој што го преспав вечерта и сабајлето добив потреба да го споделам со моите Facebook пријатели, фанови, како и да е. Не очекував дека ќе има искрено, не очекував дека ќе има толку голема реакција. Добив огромна поддршка од народот, значи не стануваше за збор дека бев јас незадоволна заради доделувањето на наградите, туку повеќе сакав да ставам акцент на како што кажавте, минимизирање на некој успех или деградирање на одредени спортови. Во првичната Facebook реакција ваша околу доделувањето на спортските Оскари стоеше и дека е потребно очигледно партиска книжка за да се добие некакво признание во оваа земја. Тоа во мојот пост стоеше во PS, додека пак одредени медиуми што ја превзема мојата информација, тоа го ставија како наслов. Не беше тоа главната тема на пораката, ниту на моабетот, но меѓу редови, да, еден вид имаше некоја сугестија на тоа што се случува денешно време. Сега не знам јас како е поврзан спортот и колку длабоко е поврзан партиски или политички, не е моја да зборам, но знам дека откупно секоја чест до ракометарите, до нивната пожртвуваност и до сите резултати што ги носат тие за Македонија. Во секој случај на таа церемонија официјална, од вкупно 12 категории во кои што беа поделени спортски Оскари, ако не се лажам, 4 или 5 категории беа за ракометот. Мислам, секоја чест за нив. Во секој случај, значи, на твоето прашање само тоа можам да кажам дека во мојот пост тоа беше PS, во медиумите, во некои медиуми, тоа го видува како интересна приказна за да стои како наслов. Пак тоа не беше авторизирано. Значи ли тоа дека со благодарите на партиска книжка се добиваат и признанија? Еве ги спомнавте ракометарите. Не можам да знам, значи можам да пробам или со книжка или ракомет да почнам да играм, или едното ќе упали валјда. Ако веќе толку сакам признање. Вие немате членска книжка? Немам ни здравствена. Не сте сигурна? Не сум. Јас како прва бев почестена што бев воопшто меѓу номинираните 3 спортистки на годината за 2013 година како представник на Федерацијата за планински спортови. Планинските спортови во Македонија допрва тие се во подем од времето на Димилевски Мурата од 89-та година, првата македонска експедиција до денес, тие се во огромен подем. Тие се расчленуваат на повеќе дисциплини, на повеќе варијанти. И кој доби Оскар најдобра спортистка? Оскарот го доби ракометарката Билјана Црвенковска, ако не се лажам, да, која што е бек на на Вардар. Бек за Вардар, мислам дека игра. Не се разбирам точно во тие резултати кои што ги постигнала и дали биле повредни или не биле повредни. Мене ме револтираше најавата, да. Како Македонија може да распознае една ваква светска афирмација од светски ранг и како може да искористи во своја полза.
Значи не лично за мене, туку во очите на јавноста беше разочарувачки. Затоа стануваше збор. Бидејќи јас сакав да настапам во име на планинарските спортови како едни од спортовите кои што во Македонија свесни сме, нели, дека не се дел од националната стратегија, не се толку промовирани, не се толку спонзорирани, финансирани, поддржани како другите. Кои други? Па еве, например, денешно време во Македонија постојано станува збор за едни 3-4 спортови, едните исти, нели, ракомет, кошарка, фудбал, почнуваат и боричките вештини да се истакнуваат, но има доста индивидуални спортови кои што се маргинализирани. А добиваат ли подобри резултати овие индивидуални спортови? Еве, например, знам дека на таа доделувањето, свеченоста за доделувањето на спортскиот Оскар имаше момче кој што освоило златен медал во кикбокс на светско првенство и тој си замина без никаква награда ниту признание. Мислам, ако светско првенство не е резултат за Македонија, тогаш не знам што би било. А кој доби? Кирил Азаров. И јас би му дала исто така на Кирил Азаров награда, но вие ги гледате фактите. Но можеби ето тоа треба да има посебни награди или специјални награди за спортистот типот на нашите видни рекометари, кои што потекнуваат од Македонија, но не секогаш играат за Македонија. Например, тие може да бидат најистакнати или најдобри спортисти од Македонија, но пак да не бидат запоставени тие што навистина постигнале некој резултат во Македонија за Македонија. Имате ли објаснување зошто ваква стратегија постои, зошто се занемаруваат вистинските резултати? Искрено не ме интересира до тој степен, затоа што повеќе ме интересира тоа што јас го добивам како возврат на она што го правам. На мојата повеќе од 10 годишна посветеност кон искачување на највисоките врвови на светот, добивам огромна поддршка и воопшто од народот, на кој што сум крајно благодарна. Но официјалната политика, власта не би го верификува овој успех. Најголемата награда за мене, најголемото признание е како што кажав тоа што го добивам јас, поддршката од луѓето и од народот, од моите пријатели, од моите колеги, од други спортисти, како државата, ве разбирам. Од Канада до Австралија. Да, како државата ве Да, дозволете, значи другиот момент кој што јас сакав да го кажам е дека таа награда која што јас ја добивам кога сум на врвот на светот, тоа е незаменлива, со никаква статуетка не може да се замени. Да, но потребна ви е, предпоставувам, финансиска поддршка, доколку за да може воопшто да дојдете до ваков резултат, до ваква награда како што велите да се искачите. Колкав е процентот кој државата ви го дава финансиски? Конкретно за последната експедиција на Монте Еверест имав поддршка од државата во рамките на нивните можности, предпоставувам. Кои се нивните можности? Процентуално колку значи тоа? Па од целокупната сума која сума, сега не можам да кажам бидејќи ние имавме замисла тоа да биде да заминеме на експедиција како национален тим. Значи првичната сума, трошоците за експедицијата првично беа многу повисоки. Ние требаше да заминеме со логистика, со ТВ снимател, со камери за да можеме да го увековечиме, да, или со доктор. Не бевме планирани да имаме доктор затоа што доктори имавме предвидено да користиме заеднички таму на базниот камп. Во секој случај сакавме тоа да биде национална експедиција, национален тим и тоа да биде увековечено со еден убав видеоматеријал кој што после тоа ќе може да резултира со документарен филм. Но во условите во кои што јас заминав, не верувам дека многумина би заминале, до последниот момент беше неизвестно дали јас воопшто ќе ги добиам тие ветени средства или нема. За кои средства станува збор? За вкупно, значи Еверест експедицијата е една од најскапите експедиции на светот, затоа што станува збор за најголемата планина на светот. Непалците на еден начин си прават бизнис од сето тоа, но и огромна логистика доаѓа во прашање. Значи за 2 месеци ние треба да имаме обезбедено алтернативни услови, адаптирани услови за живот. На базниот камп ние треба да имаме храна и услови за живење за скоро 2 месеци, а до базниот камп првин треба авионски да се превозат сите тие намирници, после тоа на грб некој да ги носи уште 2 недели за да дојдат таму. Сето тоа, сите тие такси, национални паркови, логистика, шерпаси, носачи, дозволи, кислород, бути со кислород, сите тие работи ја прават експедицијата на Монте Еверест да биде една од најскапите планински врвови. Што значи тоа?
морам сега бројките да ги кажам. Да, сумата се разбира, сите би ги интересирало. Па една мала гарсонјера не во Скопје, во некој град над 20-30 илјади евра. Така, од прилика. Прилика на кај 30, тоа е, значи, 30.000 евра и тоа е една од поскромните експедиции. Значи, експедицијата за Монте Еверест, можам да кажам дека е се измеѓу 30 до 100.000 евра. Зависно од условите и од услугата која што ние сакаме да ја добиеме. Има Еверест сега станува и се покомерцијална дестинација, се повеќе луѓе сакаат да одат таму и не секогаш тие се доволно спремни самите да го сносат целиот тој ризик и напор. И затоа има секогаш такви варијанти да доплатиш на страна ваму и таму за да ти се пружат уште повеќе улеснителни околности. Например, наместо еден шерпас да добиеш два шерпаси, наместо значи тоа шерпас? Може ли да објасни? Добро. Значи тоа се нашите драги помошници кои што живеат во селата, тие се родени на 4000 метри, значи дека тие се аклиматизирани од раѓање. И за нив планината е домашен терен. Ги познаваат добро услугите. Во денешно време, значи пред 60 години искачување на Монте Еверест и денеска не е исто, но сепак условите се исти. Ветровите дуваат со иста јачина, лавината може да ве поклопи на ист начин. На ист начин. Сепак човекот колку и да платил, тој сам ќе мора нога пред нога да се качи до врвот или да не се качи до врвот. Со водичот од Непал? Да, водичите се тука за помош, но тие никогаш нема... Не одат заедно до крај со вас? Одат. Значи, ние во нашиот случај бевме мала, една поскромна и така подостапна финансиски експедиција, кај што сите членови беа искусни. Ние бевме 7 члена, јас се придружив на така една меѓународна британска експедиција. И нашиот водич Тимоздел... Значи не беше македонска експедиција? Не. Јас бев единствената македонка на планинава. Имавме, сите членови беа 7 члена група бевме, од кои што 5 успеавме да се качиме на врвот, 2 не успеа. Што значи тоа дека не успеа? Се откажа? Се откажа, да. Едниот човек, член на експедицијата, кој што имаше големо искуство и беше многу силен, имаше преку 80 истрчани маратони во животот, на 8000 метри, на последниот камп, каде што преноќуваме пред да одиме на кај врвот, пред финалното искачување на врвот, тој мислам дека почна да доживува психички кризи повеќе од физички кризи, но тој исто така изгуби многу голема телесна тежина. Јас го гледав како ден на ден се топи пред моите очи, имаше изгубено повеќе од 10 килограми во тие месец дена. Најверојатно тоа влијаеше и врз неговата снага физичка, но мислам дека во тој момент тој се соочи со психичка криза кога не веруваше дека временските услови се добри за искачување на врвот и тој реши да се откаже, односно ако има шанси следниот ден да почека подобро време, но следниот ден веќе имаше најава за лошо време, за монсун и баш поради тоа нашиот ден на кај врвот беше многу исцрпен и тежок, имавме преку 20 часа пешачење додека да се качиме од последниот базен логор на 8000 метри до врвот и назад до 6400 метри да се симнеме во истиот ден до вториот камп кој што е најсигурен во такви услови кои што беа најавени според временската прогноза. Добро, и како се чувствувавте кога се качивте на но некое чувство на неверојатност. Се уште не си свесен дека си исполнил една од своите животни цели, за која што долго време сум се подготвувала. Колку долго време? Па повеќе од 10 години. Навистина? Да, мислам, можам да кажам дека само пред 3 години, кога некој ќе ме прашаше за Монте Еверест, за мене тоа беше се уште нешто недостижно. Во 2012 година, кога со мојот партнер Илија Ристовски се качивме на технички еден тежок врв, тој е доста и потежок од Монте Еверест, но е понизок, ама даблам, скоро 7000 метри висина. Оттаму за прв пат воспоставивме визуелен контакт со Монте Еверест. И од тогаш Монте Еверест почна да станува приоритет на мојата понатамошна програма за искачување. Ми се чинеше поблизок, ми се чинеше подостапен, но главното со Еверест е бидејќи ние сме македонци родени каде што сме во оваа наша држава, не сме родени на Алпите,
ниту пак имаме традиција во нашата земја овие спортови да се величат и да се финансираат исто како другите. Затоа јас многу пати имав кажано дека Монте Еверест експедицијата не почнува на Хималаите, почнува овде. Имам јас многу мои пријатели, колеги, исто така планинари кои што се физички спремни да поднесат еден таков напор, но не секој може психички целиот склоп на околности. Што значи тоа психички постојано го повторуваат и затоа членот од британската експедиција? Да, значи дали тој денеска е добра? Да, тоа е добро, значи него веднаш вака сега на големиве планини би рекла дека има 3 компоненти главни со кои што треба да се соочиме. Првата е студ, втората е недостаток на кислород и висина. Значи висината предизвикува висинска болест која што може на различен начин нас да ни делува. Што значи студ? Ајде да почнеме со студот. Колку? Студ да речеме минус 30, минус 40 степени на 8000 метри и на скијање на шапка не е исто. Бидејќи на 8000 метри студот минус 30 во услови каде што имаме само 30% од потребниот кислород, телото нема доволно кислород за да се загрее себе си. Значи тој студ ние таму го поднесуваме многу поинаку отколку истиот тој студ да го поднесеме на скијање некаде на Алпите или на некоја пониска висина. Носите боци кислород заради тоа што кажавте кислородот втора причина. Една од причините за кислородот е и загревање, телесно загревање. Другата причина е дека боцата кислород која што ние ја користиме, која што е ограничена, те прави да се чувствуваш како да си едно 500-600 метра подоле. Таа не те прави да се чувствуваш како да си морско ниво, туку те прави како да се чувствуваш до висината до која што сме аклиматизирани без кислород, а тоа е околу 7500-7600 метри, 7000-8000 метри. Скоро 8000 метри, висината која што би можеле да ја поднесеме без кислород. И понатаму тие последните 900 метри кои што се нели најтешки кон врвот. Зошто се најтешки? Затоа што како одиш нагоре, се помалку кислород има, теренот е стрмен, на места вертикален. Теренот е подлога комбинација од снег, карпа и мраз. Фиксирани се јажиња по кои што се движиме и кои што ги користиме за осигурување. После 2 месеци во планина, секој дневно одење по 8 часа во денот нагоре или надоле, затоа што некој пат имаме нагоре надоле заради транспортна опрема, заради истражување на теренот и заради самата аклиматизација, имаме сесии кога одиме нагоре, па пак се враќаме надоле, па пак одиме нагоре и така натаму. И колку време се застанува? И значи после 2 месеци вие уште не сте го виделе врвот на планината каде што одите, значи далеку е, огромна планината. Затоа кажувам цело време дека треба голема и ментална издржливост, затоа што не секој може да ги поднесе тие 2 месеци во такви услови. Значи секоја вечер си легнуваме во ладна вреќа за спиење, во студен шатор, студот во коски ни навлегува. Температурите се екстремни, условите се екстремни и непредвидливи. Постојано сме изложени на ризик од силни ветришта, од лавини, од камени лавини, од снежни лавини и од висинска болест која што не знаеме кога може да не нападне, ако не постапиме правилно. И сме оддалечени од безбедно место, 4 до 5 дена. Значи тоа е, јас во целата таа приказна каде што го споредувам овој експедиционизмот со другите спортови, сакам да го нагласам тоа дека во ниеден друг спорт немаме толку голем ризик. Од 60 години, значи јас сега се искачев на Еверест точно на 60 годишнината од првото негово искачување, 53-та година, од Едмунд Хилари и Тензинг Норге и Шерпасот. Во 60 години на Еверест се искачиле околу 2000 луѓе, што не се непалци, не ги броиме непалците, од кои што едно 200 од нив останале таму. Тоа е доста висок ризик, кој што го нема во другите спортови. Исто така интересен податок е дека само 10% од сите тие луѓе се жени, значи за мене тоа беше еден од предизвиците, бидејќи нема премногу жени на светот кои што се качиле на Монте Еверест. Исто така го споредуваат со Олимпијада. Има повеќе олимписки медали отколку што има искачувачи на Монте Еверест. Значи дека тоа е еден подвиг кој што е специфичен и уникатен и во секоја земја тој се третира на различен начин. Во некои земји тој се величи многу повеќе отколку во други. Отколку во Македонија, на пример. Исто така во споредба со другите спортови, не знам во кој друг спорт 54 дена си нон-стоп на теренот
на надпреварот трае 54 дена, ама ќе си речеме надпревар со кого? Дали се надпреваруваме со планината или се надпреваруваме со самиот себе? Јас би рекла со самиот себе, бидејќи планината е непобедлива, не можеме ни да помислиме дека може да ја победиме. Тоа е личен предизвик, но исто така за мене мотив повеќе беше и во Македонија да донесам едно ново ниво во планинарството, односно во тоа екстремно планинарење, да донесам еден нов национален момент. Практично сте пионер. Прва жена, на врвот на светот. Со тоа се надевам и ќе биде и поттик за другите спортисти од било која област, да не се откажуваат и да одат кон своите цели. Во било која професија е тоа така, особено. Но сакав да ве прашам уште нешто на врвот, колку време останавте на врвот? Неполни 10 минути. Зарем 10 минути се доволни? Па не се доволни, ама не можеш повеќе да седиш. Што правите тие 10 минути? Ништо, значи... Ставивте македонско знаме? Па така некако сега денешно време веќе не се оставаат таму знамињата, само се сликаме и си ги носиме дома, затоа што таму се прави еден огромен куп од знамиња, од спомени кои што веќе наликува на еден вид меморијален центар, да? Отпад. Па веќе тие се сите раскинати од ветрот и има еден голем жбун од такви работи на врвот. Ние бевме на врвот сред ноќ. Значи немавме многу опција ние да гледаме, да се радуваме на пейзажот, бидејќи така настапивме со цел да избегнеме целата можна гужва, која што може да се создаде на... Каква гужва? Имаше вкупно 300 луѓе кои што одеа на Монтеверест оваа година. Значи, ако се погодиме ние со 100 од нив во истиот ден, гужвите се страшна работа на таков терен, бидејќи јажето кое што треба да се фиксирате пред вас, може да е блокирано од премногу луѓе. Значи, треба да чекаме во место додека да ни стигне нашиот ред за да се фатиме на јажето. Најголем број несреќи и смртнатини настануваат тогаш, кога во место се стои, кога не се напредува. Добрата околност беше што тргнавме ноќе, немаше никој друг освен нас на планината во тој период. Очекувавме дека на врвот ќе бидеме на изгресонце, но стигнавме доста порано. Кога? Стигнавме во 3 часот и 15 минути наутро. Тоа е најстудениот период од денот. И немаш многу избор што би сакал да правиш горе, само воспоставивме, значи со мојот шерпас, на врвот се најдовме тројца-четворица луѓе наеднаш и тоа бевме единствените луѓе на врвот во тие 5 минути. Воспоставивме радиоврска со базниот камп, со главниот менеджер на базниот камп, за да кажеме дека сме добро, дека сме во добро време стигнати, дека добро се чувствуваме. После тоа направивме неколку фотографии и тоа е тоа, тргнуваш надоле. И колку време траеше враќањето? Враќањето траеше уште 13 часа. До вториот висински камп, до 6400 метри. Значи во еден ден ние направивме 3500 метри висинска разлика, што е многу за таа висина. Тоа е многу напорен ден. Не знам, јас се радувам дека добро го поднесов и добро се снајдов со сите тие околности, затоа што мора да се биде буден и фокусиран цело време. Теренот е опасен и многу несреќи пак се случуваат на симнување, не на качување нагоре. Добро, ајде да се вратиме околу вашата реакција. Дали се жалевте официјално до Агенцијата за млади и спорт? Немам потреба да се жалам. Јас сепак ја добив нивната поддршка, се надевам дека пак ја добиам нивната поддршка за натамошни искачувања. Значи тоа беше чисто мој личен револт кој што јас добив потреба да го споделам на Facebook. Но, од кога тој предизвика бурни реакции, мојот пост беше, да речам, неавторизирано пренесуван од еден до друг медиум, со што главната порака и главната конотација на мојата првична порака се измени. Затоа добив потреба да се дообјаснам со официјалната изјава што ја добивте и вие. И во неја кажувам дека, всушност, тоа што сакав да го кажам, дека навистина не беше толку заради наградата, мојата награда јас имам добиено сертификат од непалската влада кој што го верификува моето искачување, тоа е мојот доказ пред себе си дека сум била таму. Наградата што ја добивам кога сум на врвот на светот, што не многумина имаат чест да ја добијат и да го видат светот од озгора, пак е исто така еден многу подраг момент од било каков материјално признание и особено ми е драго на огромната поддршка што имам од сонародниците. Добро.
Добро, вие не сте се жалиле официјално, но како ќе знае Агенцијата за млади и спорт дека направиле грешка, може би била таа ненамерна грешка. Никогаш нема да знаат доколку не се жалите. Мислам дека доволно гласно беше мојот револт на социјалните мрежи, така што и луѓето што требало да го дознаат тоа го дознале. А јас немавте комуникација со нив после? Не, јас верувам дека се обратив до некого, не конкретно за жалба повторно не заради наградата, туку заради најавата, да. Испратив официјално писмо до агенцијата каде што тоа не беше жалба, туку беше замерка. Што стоеше во тоа официјално писмо? На писмото на кое што не добив одговор. Ништо, тоа беше значи една замерка дека мислам дека најавата беше деградирачка и несоодветна. Значи сепак сте се жалеле официјално. Беше искрено повеќе наметнута како замерка на целата таа свеченост. Во секој случај со последната изјава мислам дека најофицијално ќе можам да го појаснам тоа што сакам да го кажам за да не биде за да нема понатаму повторно превземање на информацијата и како расипан телефон секој да си ја преиначува како што им одговара на собствената приказна. Но немаше одговор. Имате објаснување зошто немаше одговор од Агенцијата за спорт и млади? Немам одговор. Зошто не побарате средба со првиот човек на агенцијата? Навистина не добив таква потреба. Значи, доволно ми беше тоа што беше во јавност, дури позвучно отколку што планирав да биде и отколку што очекував. Мислам дека со вакви активности, дали се тие на социјална мрежа или се официјални писма, ќе се избориме за нешто кое што го градиме со толку страст и љубов и посветеност, еден ден да застане на исто рамниште со другите такви активности, како што е во случајот, нели, другите спортови. И затоа не смеев да прекјутам, иначе во некоја друга ситуација сигурно не би ни коментирала ништо, можеби само ми го прекјутала тоа. Но верував дека е битно да се каже нешто јавно за да можат и натаму другите генерации да го добијат тоа што го заслужиле. Да се разбирам, не може да добиете ништо ако не реагирате. Добро, јас ви благодарам што бевте гостин во студија. Ви благодарам вас.